Преговорите на САД со русите и кинезите за денуклеаризација и евентуални договори се многу можни, според председателот Доналд Трамп, кој неодамна се обрати на Светскиот економски форум. Се трошат огромни суми пари за нуклеарно оружје, а деструктивната способност е нешто за што не сакаме ни да зборуваме денес, бидејќи не сакате да слушнете. Премногу е депресивно. За време на студената војна, една генерација ученици слушнале за тоа и беа обучувани да преживеат ненадеен атомски напад. There's no time to look around or wait. Be like Bert. When there is a flash, duck and cover and do it fast. Таквите наставни филмови не илустрираа како експлозијата може да ги збрише нивните соседства. Тоа беше експлицитно наведено со нуклеарното тестирање на владата на САД во пустината Невада во 1950-те. House number 1 as the blast hits it. On News Knob, civil defense observers witness effects of the blast and the tremendous glare of the fireball. Од 1945 година, кога Соединетите држави фрлија 2 атомски бомби врз Јапонија за да ја завршат Втората светска војна, евидентно е како радијацијата пече по кожата и го прави тешко болен секој што ќе успее првично да преживее таков нуклеарен напад. Ужасот од сето тоа на крајот поттикна јавни демонстрации и дипломатија да го намали или да се направи обид да се елиминира нуклеарното оружје. 9 земји во моментов имаат нуклеарни арсенали, иако Израел никогаш не признал дека поседува такво оружје. САД и Русија имаат по повеќе од 5000 нуклеарни боеви глави, 90% од вкупниот број во светот. Комбинираната глобална сила на нуклеарното оружје на сите земји, според застапниците за контрола на оружјето, може да го уништи светот 10 до 50 пати. Сегашниот договор, нов старт меѓу Вашингтон и Москва, со кој се ограничува бројот на распоредени стратешки нуклеарни боеви глави и системи за испорака, истекува околу 1 година од сега, на 6 февруари 2026 година. Тоа поттикнува на итност за повикот на председателот Трамп за разговори со Русија и Кина, забележува Шида Јаон Лианг од Сдруженијето за поголема контрола на оружјето. Ова прашање мора да биде на врвот на агендата и да има сигнал дека председателот е загрижен за ова прашање. Во Американскиот институт за мир, билтенот на атомските научници ги придвижи стрелките на својот часовник на судниот ден 1 секунда поблиску до полноќ, со цел да ја потенцира опасноста од оружјето за масовно уништување и другите екзистенцијални закани. It is now 89 seconds to midnight. Додека часовникот на судниот ден е само символичен, аналитичарот Шида Јаон Лианг го гледа како годишен важен ритуал кој ги истакнува ризиците за американците и за сите останати што ги представуваат светските нуклеарни арсенали. Тоа е добра алатка за да се привлече вниманието на повеќе луѓе и не можете да ги обвинувате американците што има толку многу други предизвици. Да се има овој часовник како потсетник, мислам дека е ефективна алатка за комуникација. Поминаа повеќе од 4 години откако САД биле вклучени во какви било преговори за денуклеаризација. Разговорите во Шведска меѓу првата администрација на Трамп и севернокорејските представници не дадоа никаков резултат.